Почитувани, владата на СДС не престанува да предизвикува хаос во образованието. Тие немаат план и ова треба да се укаже токму на светскиот ден на наставниците. Лажните ветувања за зголемување на платите и намалувањето на работните обврски се само превес за она што реално СДС го подготвува. Ги скратуваат часовите за работа и го намалуваат бројот на предмети. Со притисоците и неизвестноста по работните места се уништува креативноста на наставникот и се убива неговата желба за работа. СДС го врати образовниот систем пред 2006 година, кога просветниот работник немаше скоро никакви бенефиции и права. Владата на ВМРО-ДПМН овозможи обуки за примена на интерактивни методи во наставата. За прв пат во Македонија наставниците имаа можност да бидат обучувани за примена на дидактички средства и информатичка технологија. Откако овие обуки беа воведени од ВМРО-ДПМН, СДС ги укина пред 4 месеци. Им ги укина и стипендиите кои им беа на располагање, доколку се запишаа на постдипломски студии на некои од најдобрите 200 светски универзитети од областа на образованието кои се наоѓаат на Шенгенската листа, при што работното место им стоеше во мирување. ВМРО-ДПМН воведе бенефиција за трансформација на работните места, која искористија повеќе од 9500 вработени во основните и средните училишта во Македонија. Процесот на трансформација на работниот однос на наставниците, кои поминале 2 години неодредено работно место, сега е ставен под знак прашалник. Наставниците стравуваат од прекин на работниот однос без процесот на трансформација. За напоменување е фактот дека ВМРО-ДПМН ги зголеми платите во образованието. Во периодот од 2006 година до 2017 година, најниската плата се зголеми за 119%, од 5060 денари до 11.081 денар, додека највисоката за 67%, од 2917 денари на 21.521 денар. ВМРО-ДПМН изграде 74 нови училишта и реконструираше повеќе од 400 постојни училишта. Ова значеше живот за наставниците, а ова сега што го прави СДС е катастрофа. Наставниците ќе бидат дел од мнозинството граѓани кои на 15 октомври ќе кажат не на штетните политики на СДС. Тие ќе бидат дел од големата победа на ВМРО-ДПМН и од повторното враќање на државата во вистинскиот колосек. Благодарам.